Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска од Пробиштип и денес ќе ви одржам час по ликовно образование. Денешниот час е дел од темата цртање. Денеска ќе компонираме прави и криви линии, а мотивот на тоа што ќе го цртаме е облаци и дожд. Цел на овој час е да се потсетиме на тоа какви видови на линии постојат, што можеме да нацртаме од нив и тоа што ќе го нацртаме да биде естетски и убаво. Што ќе ти биде потребно за овој час? Твоето блокче за цртање, тоест еден лист од него, моливче и гума и дрвените боички. Застани го видеото, подготви го потребниот материјал и продолжуваме. Како што реков и на самиот почеток, ќе се потсетуваме на тоа какви линии употребуваме при цртањето. Бидејќи минатата година учевме за тоа какви видови на линии постојат, оваа година само ќе се потсетиме. Првичната поделба на линиите беше на прави линии и криви линии. Правите линии подобро е да се цртаат со линиер, но доколку сме внимателни и прецизни, можеме и со слободна рака или без линиер да нацртаме убава права линија. Со спојување на повеќе прави линии можеме да цртаме различни форми. Кривите пак линии се цртаат со слободна рака. Но правите и кривите линии можат да бидат различни. Ајде да видиме прво како ги делевме правите линии. Знам дека се сеќавате. Права и справена линија. Значи, исто како кога стоиме. Другата права линија е легната. Исто како кога спиеме. Понатаму имаме права линија што е закосена налево или ја викаме коса налево. Потоа коса на десно. Со употреба на овие линии, значи прави, исправени, легнати, коси налево, коси надесно, можеме да добиеме звезда, правоаголник, квадрат, триаголник, петаголник, шестаголник. Еве, например, овој шестаголник е составен од коси, легнати и легнати линии. Овој петоаголник исто така од коси и од легнати линии. А додека квадратот е од легнати и исправени линии. А и кривите линии можеме да ги делиме на отворени криви и затворени криви линии. Отворените криви линии имаа почеток и крај. Еве ова, например, е отворена крива линија, отворена е од левата страна. Ова е од десната. Отворена кон нагоре, кон надолу и оваа линија што може да се продолжи и кон лево и кон десно. Значи, отворените криви линии имаат почетна и крајна точка. За разлика од нив, затворените криви линии немаат почеток и крај. Истата точка од која што сме почнале да цртаме е и почеток и крај. Таму каде што почнуваме, таму и завршуваме со цртање. Што можеме да нацртаме од кривите линии? Круг, елипса, смајли. Еве, смајлито, например, има една затворена линија, уште една затворена линија, окцето, и уште една затворена линија и една отворена крива линија што ја представува устата. Можеме да цртаме капки, облачења, срциња и уште многу различни предмети. Но линиите може да бидат различни и според нивната дебелина. И правите и кривите линии можеме да ги цртаме со различни дебелини. Доколку нашето моливче е добро изострено, тогаш тоа ќе црта какви линии? Тенки, така е. Доколку ни е тапо моливчето, ќе црта какви линии? Подебели линии. Доколку цртаме со фломастер или маркер, ќе добиеме уште подебели линии. Сега малку на опачината на листот
ќе повежбаш, ќе се потсетиш на тоа како се цртаа правите исправени, правите легнати и косите линии, ама ќе ги црташ со различни дебелини. Значи да има и тенка, и дебела, и средна права исправена и исто така и легнати и коси линии. Додека ги црташ, размислувај што се можеме да нацртаме со овие видови на линии. Еве вака јас кога ги гледам, веднаш ќе се сетам дека можам да нацртам кукичка, а наредното што ќе го смислите е ваше. Исто така, откако ќе ги завршите правите линии, под нив ќе нацртате и неколку криви отворени и криви затворени линии со различни дебелини. Цртајќи ќе размислувате што се може да се нацрта со помош на криви отворени и криви затворени линии. Откако ќе го извежбаш рачето, ќе продолжиме понатаму. Пред да ви го откријам точниот мотив за денес, еве ќе ви покажам неколку цртежи кои што всушност настанале и од прави и од криви линии, и од отворени и од затворени. А на овој последниот цртеж се прикажани различни дебелини на различните видови на линии. Значи тука имаме потенки и подебели линии. Овој фломастер е всушност со две страни. На едната страна има подебела пишувалка, а на другата има потенка и затоа можеме да цртаме и потенки и подебели линии. И да не ве мачам веќе, да ви го откријам она што треба да го работите на овој час. Како што кажав, ќе цртаме облаци и дожд. Еве го дождот. Ајде малку да го анализираме. Со какви линии вие на вашиот цртеж би го представиле дождот? Одлично, со коси линии. А еве ги облачињата. Со какви линии ќе ги представиме облачињата? Точно, затворена крива линија. Меѓутоа, мене ми се чини вака некако како празен овој цртеж. Јас ќе ви предложам да додадеме нешто на него, па кога врне дожд, можеме со чадорче и да се шетаме. Еве, јас сакам да додадам едно девојче и едно момче со чадорчења како се шетаат по дождот. Може да нацртаме и едно дрвце. Па и уште едно дрвце. Да го разубавиме малку овој цртеж. Може да нацртаме и ластовички. Еве ги ластовичките. Тие се нацртани со отворени криви линии. Исто така и дрвцата. Еве чадорчињата имаме криви линии, понекаде можеме да употребуваме и прави линии. Но ова е само мој предлог. Јас сепак ќе оставам да ја вклучиш твојата имагинација за да ја направиш твојата креација. Ред е да се фатиш за работа. Внимавај добро на естетиката на цртежот. Тој треба да биде уреден и естетски убав. Ти благодарам на вниманието.